вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. Знаете дека е сабота 19:30 часа, што значи дека започнуваме, односно стартуваме со најновото издание. Верувам, односно сигурна сум дека и овој пат ќе го задржиме вашето внимание со оглед на тоа дека имаме супер гости, дека имаме гости кои што покрај тоа што ќе го задржат вниманието со темите на разговор, исто така верувам дека ќе имаме одлична атмосфера, одлична енергија која што секогаш ние барем од оваа страна се трудиме да ја пренесеме до секој еден од вас таму покрај малите екрани и верувам дека успеваме да го направиме тоа. Знаете дека сите неизгледани епизоди можете да ги најдете на Instagram профилот како и на YouTube профилот наречен Фидбек со Елена, така да слободно изгуглајте не и можете да не пронајдете таму. Исто така DJ Брик како и секогаш мој верен другар и мој верен пријател ќе биде одговорен за одличната музика и секако поздрав до целата оваа екипа која што е зад камерите, која што е горе во режија и кои што секогаш се трудат Фидбек да изгледа вака како што изгледа. Останете со нас, започнуваме за многу кратко. Овде ми е гужват зад камерите, меѓутоа убаво е кога имате луѓе кои што сакаат да зборуваат, кои што сакаат да ви кажат нешто плюс, а мене искрено ми е навистина драго заради тоа што не можеме да се домоабитиме, вака зборувам зад камерите. Пред камерите ќе бидеме официјални, се разбира. Мојата прва вечерашна гостинка е една прекрасна млада дама, музичарка, харфистка, жена која што кога ќе се појави на сцена едноставно плени, жена која што некако дури знае некогаш и да ви го одземе с дивот со оглед на тоа дека знае како да се однесува, знае како да се постави и едноставно со незината музика која што е се освен обична, секако знае да го земе вашето внимание. Успешна како музичарка, меѓутоа успешна и како сопруга и како мајка. Не зборувам многу за сите ни за сите незини настани, за тоа што значи да се биде музичар, меѓутоа пред камерите и зад камерите, односно зад сцената, ќе зборуваме со Сара Мейс. Сара. Ево го аплаузот. Здраво, мила. Одлично, како си ми ти? Добра, фала, Повели, супер. на позиција. После ваква прекрасна најава, чекај кажа знам како да се поставам, вака се Ние имаме поставам. овде строги правила да се знае Имало кој вистина. каде стои и како стои. Ви ги обожавам правилата, секој пат сте баш Тилно професионалци. се професионалци до крај. На почетокот одиме со оние 10 или прашања, каде што ве запознаваме од малку поразличен агол, меѓутоа тоа веќе стана и заштитен знак на емисијата, така да сигурна сум дека ти е познато. Спремна сум све да кажам, слободно прашање. Може? Класична музика или современ звук? Класична музика. Добро. Сцена или студио? Сцена. Студио, сцена, не знам, Сцена. двете. Добро. Кога станува збор за изведба, емоција или техника? Емоција. Секогаш, не ли? Секогаш да, тука нема дилеми. Колку е... Не може без техника сега, добро, ама емоцијата е таа која што не воздигнува. Да, предпоставувам дека е така. Импровизација на сцена или точна техничка прецизност? Ова со годините се менува. Пред 10 години ке речев импровизација, сега веќе мислам дека е добро да се има точна техничка прецизност, особено доколку се работи за голем ансамбл, доколку настапуваш со оркестар, да речеме, како последните концерти со девојчињата кои што ги правиме во декември, тука е навистина многу пожелно да се има баш точна техничка прецизен прецизност. Точно технички, така. Сценариски поставеност, како кај вас во студио и секако. Да. Кажи ми, работа соло или со тим? Или тимска работа? На сцена да си соло или со тим? Сите работи се преубави во својата бранша, како мислам кога си сам стварно можеш сам ги правиш работите, ги вадиш од тебе И од тебе на некој зависи. начин на некој начин се подготвуваш за да може кога ќе дојде да бидеш на проба со тим, да биде уште подобро. Значи и двете сами по себе навистина си ја носат својата убавина. Добро. Кажи ми, камерен некој настан, онака, или настан во клуб или голема концертна сала? Па
камерна, интимна сала, можеби повеќе отколку клуб, а концертна голема сала, можеби највеќе, да, особено ако е нели затворена театарска, кај што може да се игра со реквизита, со сценографија, со светло. Одлично. Леди Гага или Сија? Леди Гага. Добро. The Weeknd или Бруно Рей, Марс? требаше да ти речам. Кој? Рей требаше да ти речам. Да, Или како Росалија. глас има, лудила е. Бруно Марс, дефинитивно. Бруно Марс, добро. Ден или ноќе? Ден. Море или планина? Не можам ова прашање да ти го одговорам. Во што повеќе Многу уживаш? голем љубител на планината сум и планината е нешто кое што јас не можам без него, особено без мојата планина Лупште, моето село, моето местенце. Секој пат ми ги полни батериите на еден магичен начин и не би можела да живеам ако тоа место не постои. Ама море е исто предобро. Не можам да речам не на море сега. Да. И едното и другото. Некако по можност Како? комбинација од двете не би било Да, лошо. да. Патување или одмор дома? Ако може одмор на дестинација Тоа би било со најдобро. телепортација. Супер. Кажи ми само што те прави среќна, што те прави тажна? Тажна ме прават неправди кон жените во нашево место на живење во последно време. Тажна ме прават деца напуштени, луѓе кои што немаат дом. Тоа ме прави тажна од прилика. Среќна ме прави моето семејство, среќна ме прави новиот албум на Рей, на Росалија, Лукс тур на Росалија. Среќна ме прави Чајковски, Пучини. Малите нешта, малите нешта те прават среќна и фамилијата секако која што ќе ја поздравиме сега овде, сигурно ќе те гледаат. Е така. Фала ти, се гледаме на позиција. Ајде. Го знаете, мојот момент на играње, значи тоа е невозможно да не се движам, посебно на ритамот на оваа наша најавна шпица. Го видовте по фотографиите, предпоставувам дека сите вие го знаете. Го немаме одамна видено во Македонија и ќе го прашаме зошто е тоа така. Инаку ексклузивно, се разбира, во Фидбек со Елена го имаме човекот кој што беше еден од нашите најдобри пливачи, надпреварувач, тренер по пливање, човек долгогодишен, би рекла, можеби спортски работник кој што и како се залагаше за пливањето во Македонија, како во Македонија, така и надвор во државата. Беше вистински амбасадор на тоа што значи пливање и тоа што значи спорт. Беше човек кој што сакаше на младите да пренесе една вистинска енергија, едно вистинско знаење за како да се продолжи и како треба понатаму. Зад него стојат еден куп работи кои што можеби ќе го прашаме, а можеби и не, зависи како ќе ни тргне разговорот, но во секој случај на големо задоволство мое, а верувам и на сите вас, Александар Маленко. Добро вечер. Како си ви? Релативно. Добро. Овде, до овде смееш да мрдаш и никако. Види се, жалеше на сликите, видиш убави слики сум ти нашла. Вкусе. Добро, ти не си се бендиса? Не, а? Види, не се коментира. Види овде колку години имаш, кажи ми. Овде 2018, значи... Па добро, не е... 39. Па добро, не е престара сликата. Превозраст. Како си? Релативно. И каде си? И каде си, човек? Дали си во Скопје конечно? Релативно. Односно во Македонија. Роден во Охрид, по лична карта. Иначе сум во Македонија, сега сум во главниот град Скопје. Кажи ми, Охрид или Скопје? Дефинитивно Охрид. Не дека сум роден охриѓанец, само дефинитивно Охрид. Добра. Пошто на сите реклами за државата, поважни е Охрид. Се служувам. Да. Се служувам. Се согласувате. Талент или дисциплина? Дефинитивно талент. Ако имаш талент, дефинитивно на ред работа и дисциплина се работи од страна на ментор,
Ама ако немаш талент, Џабе везеш тоа тогаш сега. може да бидеш само бледа копија на оригиналот. Така. Добро, тоа е ова да не си се спремал за прашања, ама не ги не знаеш. Нели? Сара Дилова како да се подготвува за... После 5,5 години во јавноста, дефинитивно се спремив. Добро е, кажи ми дали си строг тренер или мотивирачки? Сепак поблак. Види, Или едното и другото споено? поблак ако си, тогаш веројатно нема да си професионален тренер. Тогаш ќе бидиш аниматор. Тој дел во македонскиот вокабулар слабо се употребува во спортот, како терминологија аниматор. Тоа е како знаете во игротека. А ако сакаш да се нарекуваш или да те нарекуваат тренер, не за себе, тоа е за било кого, професија, тогаш се враќаме на првото, а тоа е да имаш талент, искуство, лично, меѓутоа и нормално менторство во делот на професионализмот, да ја спроведиш програмата, односно да ја пренесеш на пливачот или пливачите кои што се талентирани, затоа што во Охрид викаме ние или македонците, од секое дрво свирче небидвит. Небидвит, се сложувам. Тренинг наутро или тренинг навечер? Дефинитивно и наутро и навечер, затоа што Значи двете. ако разговараме за професионален спорт, ако разговараме за рекреација, напредна тоа е 3 пати неделно, кога мајките или татковците одат на кафе и ги остават децата на школа и кажуваат дека му се многу талентирани, успешни или не знам што. Базен или море? Дефинитивно и базен, и езеро, и море. Сите водни површини, значи. Па генерално освен реките, нели? Реките се за скара, обично ги користат. Така е, така е. И за ладење на пивото внатре во Не пијам во реката. алкохол, така да не знам. Не пиеш алкохол? Не. О, види. Со Сара баш сакавме да ти ставиме нешто, да те почастиме, вака сабота вечер. Ви благодарам. Исто како да сум конзумирал, али вода би било доволно. Вода, готово. Срце или техника? На терен. Во вода. Види, ако немаш срце, колкава сакаш техника може да имаш. Ние го викаме спортски идиот. Ние, како професионални спортисти. Коментаторите нели сакаат вокабулар нежен, го остави срцето на терен, не го остави срцето на терен, зашто со срцето и не играт. Треба да ти играт срцето, а за да ти За да играт можеш срцето, да го правиш тоа. треба да бидиш спремен, а не да лазиш. Викаме, нели, или да клечиш на терен, или да играш во кладилница, дака да дефинитивна техника, повторно одиме назад, тој е нистренажен циклус кој што да дојдеш до да бидеш технички перфектен. Како дисциплина, твоја омилена, која е? Или, ајде меѓу крал и делфин. Што ви одбрал? Двете. Ама во што си подобар? Во што бев? Во што беше подобар? Па добро и до ден денес вајда пливаш си уште. Не се давам на никого дефинитивно, затоа што имам срце. Али види, во светски првак сум бил во 200 делфин, така да колку и да негирам. Делфин. Ќе одиме на делфин. А омилен стил генерално? На пливање? Грбно, не знам. Добро, грбно е за на одмор. Да си плискаш ние, онака. викаме спортистите, прсно е, нели, да не наквасиш косата, обично, нели? Вака. Ако си нашминкан, па сакаш само да... Јас и Сара вака ми пливале сега со главата надвор, така. пошто имаме еден тон шминка, нормално. Али крал е слободен стил, нели што го викаат. И тоа пак ќе одиме на делфин, пошто делфин Делфин е, тоа е тоа. треба да имаш техника. Јан Торп или Майкл Фелпс? Дефинитивно Јан Торп би го ставил. Иако повесно, историски, најуспешен олимпиец, значи не само пливач, олимпиец е Майкл Фелпс, меѓутоа малку подлабоко ние професионалците викаме тој е проект на Америка. Не би одземал време, тој е проект на Америка, како што бил Јан Торп на Австралија. Ние немаме проект, ние немаме П од проект, така да ние како ние, али Јан Торп. Добро, се гледаме на позиција. Thank you. Благодарим.
Леле, не можам да ги стопирам овде, не можам да почнам емисија, да вода. Не. Добро, што вие, луѓе? Вие не знаете каква имаме ситуација овде. Маленко, Повелете. сега ќе ми глубиш дека сме окей, дека сме добро? Дека е горе. Супер, супер. Атмосферата е екстра. Муабетот ми беше дека не можеме да се до муабетиме со оглед на тоа дека и со двајцата се немам видено одамна и многу ми е драго, повторно ќе кажам што имам вакви прекрасни гости вечерва во студиото и верувам дека ќе го задржат, не верувам. Знам дека ќе го задржат вашето внимание и дека ќе си имаме супер тема на разговор. Брик ќе биде одговорен за музиката. Брик, пушти музика нешто да видиме што пушташ. Дали е доволно добро? Одлично ретро. Ретро. Маленко ни рече сакал ретро. Со Сара, ке го прифатиме, не е проблем. Не, нема проблем. Се шал. Иста генерација сте горе долу, што е На крајот на криштата сакам да Зборувајте кажам така. дека гостите кои што ги канам овде во фидбек, сметам дека имаат навистина што да кажат и дека имаат големи вредности за себе оставено за да седиме овде и да разговараме на тие теми. Ајде за почеток она неопходно прашање кое што ми се намекнува за секој еден од вас, а тоа е како знаевте, односно кога препознавте дека ќе се бавите со ова што се бавите сега? Со музиката, односно со пливањето? Сара, повели. Па јас искрено не се сеќавам на некое време во кое што не сум се бавела со музика, во смисла бавење. Тоа кога сум била клинка изгледало пак ти си бегаш во тој свет. Пак кога дома ќе те налутат, кога ќе ти скараат мајката и татко ти или кога ќе се скараш со другарката. Пушти музика. Ти се затвараш во соба и почнеш да си пееш нешто или да си свириш или да си ставаш слушалки во тоа време, уствари не знам баш. На колку сме Walkman имале. или сме порано? Ама да. Така што од секогаш било моето прибрежиште на некој начин. Светот кој што ми ја давал таа безусловна љубов и поддршка, кога се останалото знаело да се распаѓа, така што нема некој точен период кај што јас како сум ги разгледувала професиите сум рекла дали со музика да се занимавам, да може, туку Едноставно, од кога природно памтам, природно си Сум дошла. шалтала во тоа што бил мојот избор, дали ќе се бав, дали одлуката ќе падне на пеење, дали ќе падне на компонирање, дали ќе падне на свирење, додека во еден момент не сум сватила дека сите тие делчиња се деловите од сложувалката која што ме сочинува мене и дека не би можела да бидам целосна ако одлучам окей, само ќе пишувам и нема да свирам, нема да пеам и ќе бидам само композитор. Така. Туку Добро, не. значи буквално од мали нозе си влечеш во таа жичка. Маленко, покрај тоа што си роден во Охрид и езерото те натерало да пливаш, што беше друго присудно? Генерално езерото не натерува да пливаш. Добро, јас кога би имала езеро до мене би се распливала, да речем. Народски, Ме влече и тоа. генерално народски така е како што кажуваш. Нели ако си од Охрид или од Струга, нели по природа си или пливач или веслач или едриличар. Имаш и глисерџија, нели? Имаш и луѓе што По модерно време. фрлет отпад, нели, телевизори, машини за перење, така да. Меѓутоа, генерално родителите, благодарност зборувам до нив, мојот брат, он е повозрасен, 7,5 години од мене, се бавеше со пливање, односно со ватерполо. И веќе на 6 имавме градска плажа, веќе немат, нели, градска плажа во Охрид. И на 4-5 годишна веќе возраст сам се одржува во вода. Односно, Браво. некој стил, да кажеш, охридски. И во тој период, благодарение на родителите, повторувам со Бог да го прости мојот прв тренер Александар Леко Радич, кој што почина, он ме препозна и рече да, нели, веќе на 6:7 години се префрлам на Олимпискиот отворен базен во Охрид, пошто ние немаме зимски покриен зимски базен, затворен, вокабулар или затворен со катанци од ујапа, кај што умеа да кажат новинарите, затворен ќе се гради, затворен не можеш да градиш, можеш да градиш покриен. Добро. Али е тешко за да го запамтат и моравме да одиме во Струга. Така да од Охрид Струга со автобус, со локал што ви рекле на времето, одевме да тренираме пливање од септември до скоро крај на мај. И после се префрлувавте на отворениот инато базен. срцето, талентот се поврзале и го дале тоа што го произведов.
Добро, себе. а произведе многу успешен пливач. Кажете ми што значи да се биде доследен на себе? Со оглед на тоа дека Сара, посебно ти ќе се служиш дека во музиката и па и генерално во уметноста има многу копи, има многу фейк работи во денешно време. Социјалните медиуми веќе не знаеш што е вештачка интелигенција, што е вистински Еве го глас. вративме муабетот. Да, што е вистински глас и така натаму и некако претпоставувам дека човек мора да поседува нешто што ве прави посебен и што е тоа што ќе ја привлече публиката, што е тоа што ќе ве направи посебни, што е тоа што ќе рече еј, Сара е навистина добра или Маленко е навистина добар. Која карактеристика треба да ја поседувате за да бидете посебни? Мислам дека и е своји? одговорот е во самото прашање. Тоа е токму она кое што го поседуваш ти и само ти и никој друг. Тоа не е она кое што ти можеш да го земеш како бледа копија. Значи, ако некој има долга коса, сега јас сакам да имам долга коса зашто е трендот да имаме долга коса. Или нели сега било каква опција во музиката, жанровски, стилно облекување, секое едно точкиче во битисувањево, нели може да ни даде да бидеме она што сме, да го задржиме нашето автентично јас, или да пробаме да ги следиме тие трендови и да најверојатно се извитопериме во формата. Се изгубиш во таа форма на во следењето трендови, во самиот музички печат е исто така многу важно заради тоа што нели, дури при една изведба на класична музика, на крајот треба, иако треба да го следиш стилот и времето, нели, не се свири исто барок и романтизам, но сепак треба да дадеш дел од твоето срце, дел од твојата душа, она што си ти внатре. Во авторството исто така, ако ти пишуваш песна, ама ја после тоа ја ставиш на сумо, суно, така, на оние апликации, или побараш, абе само мислење да побарам од AI, или текстов го искучаш па и го дадеш, па напишеш сценарио, така. Мислам дека тоа се губи вредноста, нели? Знаеш, се губиме како луѓе, се губи вистинската душа на човештвото. Сите стануваме некако слични со дури во изгледот и во изразот. Не знам, ти се сложува. Најважното нешто според мене за да се препознаеме како души, знаеш, кога си разговараме, кога било што правиме, па на крајот на криштата поентата е да бидеме различни. Луѓето се различни, никако поинаку тоа не го животните разбирам. се различни. Секако во општеството, секоја единка е различна и во тоа е убавото, кога ќе научиме дека тоа што направи различни всушност е нашиот адут, а не е нашиот минус, туку е нашиот плюс. Мислам дека тоа е win моментот. Така е. Апсолутно сложна. Предпоставувам и Маленко ќе се служи со констатацијата. Тотално се согласувам. И така е. И дај Боже да таа вредност, односно тоа биде приоритет, дури и преку медиумите. За жал да направиме ресет од овој еден лош систем на вредности. Да. Односно да почнеме Дај Боже. со реални вредности во секоја професија, во секоја бранша, како што кажа и Сара. И Елена види кај нас во спортот. Ние, за жал, имаме тотален дисбаланс што е професионален спорт и вистински спортски успеси и што е напредна рекреација, затоа што видим мнозинството е за спорт, спортува и живее здраво, ама тоа се само празни флоскули за маркетинг. Нема никого да навреда. Јутоа вие денеска во ерата на социјални мрежи, лажни спортски вредности, пишал кој што сакал и сега нели, мама на тато, тато на мама или на братучедите пишале браво, сине светски првак, браво, и тоа медиумите си го протежираат или не знам, ние сме играле или не знам што, и тоа иде Недоволно како истражување. Да, меѓутоа реалните вредности ние затоа немаме високи дострели последниве години, честна исклучоци. Меѓутоа, во индивидуални олимписки спортови, ние сме испод дното, само ради продавање на важните спортски вредности. Така. Како што, јас не можам да кажам, спортот е, извини, музика. И сега, тоа е исто како шахот и автомобилизмот, кај нас ги ставија дека се спорт. Видите, шах, имате посебна шаховска олимпијада. Автомобилизам е комерцијален спорт. Тоа не е спорт. Тоа сакам да ви кажам. Така. И заради истово... Значи, основните вредности се изместени, па да не па да зборуваме за оние вистински длабоки вредности. Што немате?
критериумот самата држава, системски, нели, како што порано, допред 10 години или 15, многу добро се сеќавам, вие сигурно памтите, на телевизија не можеше секој да се појави. Добро. Денеска на телевизија Good point. немате 90% немате здрав производ, реална вредност. Многу добра поента. Тоа е едно. Второ, поради тие, вие повеќе може ќе ме поправите, јас сум малце назаден со технологија, ама како се вика Треба тоа да време. подкаст, моткаст. Леле, не со знам, подкастите, веќе, значи, ми стварно. Ама, видите, имате и конкурентски ги вирај куки ТВ Добро. куки, кои што си направиле и подкаст во самата, па тој бил директор на телевизијата и ме разбирате, сакаат да имат подкаст. Без оглед или подкаст и интернет, тоа што е YouTube, на интернет канали. Не може тоа да е вредност, извините, ама тоа не може да е вредност за, како што напоменав, девојчето била, значи автор, пеење и така натака и така. И сега ти во еден момент ај ке ставиш на тоа, како рековте, тие технологии, не знам што се, чети мети, какви се, да ги клајме и ќе поправиме Вештачка интелигенција, или ќе ја замениме. Не. Затоа реков, имаш пеење во живо и пеење плейбек. Така беше порано. Така беше. беше, да. И така треба да остане. Не е сменато никаде во. Ама јас се служувам, затоа ви кажувам дека вредностите се многу изместени. Ако си радиоводител number one, ти ќе бидиш number one. И сега ние не може да го промениме, ние може да се стремиме да имаме уште 5 такви. Ама не со лажни вредности. Александар, има и подкасти кои што имаат добри вредности, кои што Супер. пропагираат добри вредности. Подкастот како форма е просто зависи каков подкаст, има многу лоши подкасти. Затоа ви нареков. Но ти можеш пример патуваш сега до Охрид, во кола си уклучиш подкаст кој што навистина е во твојот интерес, кој пропагира она кој што ти Во ред. љубиш да го слушаш. Да. И просто формата може да трае повеќе, трае сат и пол, два. Се согласувам. Многу убави работи Оба, може да се научат може, од значи, со таа подкаста за технологија. оние што имаат време, Али- И за нели? оние кои што го разбираат тоа што го прават. Али ако Да. биде тоа исклучиво производ, значи вредност. Да, те сваќам, ти збориш за професионалност и за пропагирање на правилни вредности, Тоа е ама сега. тоа го имаш непрофесионалност, Еба, слаби критериуми браво. и лоши вредности. И тогаш секоја добиваш бранша во кич денешно во секој време го факултет. имаме луѓе. Сега извините, затоа реков Насекаде. 90%, Да. од тие 100, 90% е ова што на жал, За жал, да. и за жал трае, односно е некоја нова во наводници вредност. Ја таа вредност не ја прифаќам. Што е она Не што никој не го гледа, а е најтешко во вашата професија? Што ние од оваа страна не го гледаме, значи ние ќе ја видиме Сара со нова песна, ќе кажеме вау, супер или Да. не, Па не ми се најчесто допаѓа. знаат да ми кажат дури и роднините, денес дома си одмараш, значи, добро. А не имаш така? За да спремиш ти една опера, пример, за да отидеш на оркестарска проба и кога ќе дигне раце диригент ти да треба да свириш заедно со оркестарот, ти треба претходно да се откозиш од вежбање. Барем за мојот инструмент Така е. зборам, јас не можам с листа да ги прочитам нотите, мислам верувам ниту еден харфист. Значи треба да напишеш арматура, промена на предзнаци, да си напишеш, значи мислам сега да не ја објаснувам тотално Процедура работата, е цела, има така е. работа, значи самото тоа свирење и вежбање трае ти. Ако секој ден не вежбаш по минимум 3-4 часа на ден, ти не си музичар, мислам како тоа. Работно време. Едноставно е работно Да, време. и тоа извини. сакам да кажам, нели, ќе треба и да јадеш, ќе треба и да се избањаш, ќе треба и да направиш пауза. Да не зборуваме Баш ка деца, што, да. фамилија, па сето тоа Значи да тоа е се... да речеме само што се однесува на мојата работа како харфист. За една песна да издадеш, најтешкото може ми е тоа, нервозите во комуникацијата со луѓето по патот, заради тоа што една песна ти, пример јас демото можам да го направам на клавир или на харфа, текстот да го напишем и после продолжуваме, влагаме во студио. Додека да го најдеме правиот звук. Не знам колку време ќе се работи, ќе се промени, потоа сценариото додека се измени, па спотот, па што ни требало, реквизита, на некој начин све проаѓа преку тебе, исто така и концертната дејност. Со The Christmas Girls, односно со The Girls, нели правиме во декември обавезно сме активни со концертите. Значи за таа подготовка на тој репертоар на тие божикни песни додека да ги собереме, аранжманите за оркестарот, пробите со оркестарот, како ќе бидеме облечени, колку концерти ќе имаме, каква ќе биде сценариото, се
се појавува Така е. Лидето Мраз, како ќе изгледа сцената. Мислам има еден Никогаш тон, така, еден никогаш тон, не еден е тон само работа. финалниот производ. Луѓето, еве сега публиката во случајов го гледа само финалниот производ. Ние сме овде тројцата седнати и си правиме муабет, меѓутоа за да се договориме. Немам шминка. Не е шминката, за да се договориме прво тројцата да бидеме овде. За да се договори целата оваа екипа за да се сними оваа емисија, за да има многу работа. За да истражам јас што треба да ве прашам. Може би како правиот треба да ве одговор прашам. на твоето прашање кој ми е најтешкиот момент, најтешкиот момент искрено ми е кога треба да крадам од времето на децата и кога пример еве декември ме нема месец дена дома. Ма каков месец дена? Ноември Можда и више не повеќе, постојам. така. Значи јас 2 месеци децата реално не можам баш да си ги видам, а ти како мајка душата ти плаче за да си го видиш детето, особено во момент кога децата ностоп поминуваат во некакви фази. Денеска, да речеме, еве кај Кирил проблемот е ќе дадев многу лош пример не за телевизија, Добро. ќе дадам пример со Илина. Се скарала со другарче, значи ти треба психички тоа да изразговараш со неа, а да не Да си викаш, присутен. ајде мама, морам да одам побрзо, кажи што Да за си другарчето. присутен, не Значи, може, не е така тоа е, така е, поентата. така е, се служувам. Маленко, кај тебе како функционира сето тоа? Односно, што е она што не го гледаме, а тебе лично ти е најтешко? Имаш два моменти кај нас, зборам во спортот. Едниот момент е ако си нели професионален спортист и онда сега вториот момент е професионален тренер или професионален спортски функционер, без оглед дали менаџираш федерација, Добро. дали си тренер, спортски работник и така натаму. Прво, пак одиме кај спортист, ние се споредуваме со два моменти. Едниот момент е со жена која е бремена, Добро. нели? Таа е надвор од нормалното, од природното. Тоа е исто кај нас, професионални врни спортисти. Ние имаме строго одредено стануваш во 5:30, 15 до 6 наутро, 6:30 треба да си во вода, Спартански, онака. до 8:30, Браво. до 9. Тоа е таа дисциплина за која што зборував. Затоа ви реков, ред дисциплина. Тогаш ти во моментот мора да ручкуваш до 9:30. Ако и понеделник, среда, петок па не можеш да ручкуваш до 9:30 зашто во 9 имаш сув тренинг до 10. После мора да ручаш во 13, 13:30 затоа што во 16 имаш тој тренинг, до 18:30, во 19:30 имаш вечера, во 21:30 се гасиш од светот. И сега затоа ви реков, сето ова кој ќе му го кажеш на некој, како што го напомена и Сара и ти, проблем е тие го гледаат супер, сакам на YouTube, сакам ваков пливач. Керката синот ми е ваков пливач. Тоа е сакам. Или ќе ја видиме Сара, сакам вака да изгледам или сакам ваква песна да имам. Ама позадината е многу потешка. Годишен одмор, која ќе речат дај да си планирам со децава годишен одмор. Што да планираш годишен одмор? Кај кого да планираш? Планирај си за тебе. Значи, затоа ви реков, ние имаме 7 до 10 дена, тоа е максимум, одмор од секоја сезона, која што не ја владееме ние, затоа што светското првенство некојаш ти е на 27 август, некојаш ти е на 2 август или имаш европско. И онда кога ќе заврши тоа, ние велиме пример 25, 27, 28 август до 5 септември. Меѓутоа толку имаш одмор. Ние на 31 попладне имаме тренинг. Апропо нова година. Први немаме тренинг само, наутро попладне имаме тренинг. Така. На Да, 7 тоа се јануар, тие мене ми се дешава, овде имам такмичење се, тоа е жртви, Божи. условно Меѓутоа, кажано, тоа е, кој што обичниот човек не ги не ги гледа. гледа, али за тоа да не одиме понатака. Појачана исхрана или така. А кога си кај Јасно, тренер, јасно. она треба сето тоа што го зборувам како спортист што сум бил, да могу да се бринам, да се грижам За плюс и што помалку другите. да го осети спортистот, односно да го прифати. Jer овие нови генерации, за жал, по статистика во Европа, сега моментално од 2026 година излезена во февруар, имаме само 2% талентирани од цела Европа. Заводи 2%, а бевме на 9% од генерација што е до 15 години. Нема да навлегуваме толку во длабокото, што ви се рекло. Кај рече Сара, арматура, не Сакаат, знам, знаеш, извини, имам арматура, се- ти 99% сега на 20 годишни да ги прашам, а не па помали, ше арматура, тој појма нема. Нема И сега појма, ние така затоа е. ви реков, имаме проблем да дојдеме до финалниот производ кој што го давате
Еве ви. Така е. Се сакам многу Удиме, да, со една мала кратка пауза. Сара, ќе ја слушнеме твојата песна. Тоа е последната песна, така? Не те сакам. Не ме сакаш. Или не ме сакаш? Ама фала. Не знаем, сега знам дека и ти не ме сакаш. Те сакам најмногу. И покрај тој за кого што е напишана, и ти не ме сакаш. Фала Да не ти. те сакав, немаше да те битме во емисија, верувај. Ќе слушнеме А песната. преска си ја пееше. Да. Што е најинтересно. Ете, ја знаеш. Ета, таа. Ајде ќе слушнеме песната, па се враќаме назад во студијата. Мене сакаш, знам. Мене ти да ме сакаш. Ти за мене би се борел лудо. Може би јас и ти ќе бевме нешто друго. Ноншалантен си не се сака така. Се грижиш ли како ми е вака? Мене ни поздравуваш, како некогаш не доаѓаш, само далеко погледнуваш ти. А веќе мене ни посакуваш, веќе мене ми приоѓаш, дури не ми се насмевнуваш ни. Ноншалантен си не се сака така, се грижиш ли како ми е вака? Ми се враќаш, нема, знам со мене дека нема утре. И сите ме нема, но и мене нема, себе се изгубив јас. Сепак не ме сакаш, а не те сакам. Така беше насловот на песната. Супер, Сара, одлична numera, супер спот. Верувам дека ќе продолжиш и понатаму со твојата супер енергија и со сето тоа што го правиш. Онака, big heart, big love. Кај што ни е љубовта, кај што ни е срцето, тоа ни останува да го Тоа правиме. ни останува и таму сме најдобри. Знаеш, кога има страст, кога има љубов. И некогаш љубов, да речеме ќе намалиме со работа, сега е нема Само да од не е себе, на муабет, само да нема не е на бегање. не на муабет. Не, зашто рековте љубов, страст, тоа е само на муабет да не Само е, на муабет. него да е во дела. Треба на дело да се покаже така. Само за убави работи. Постои, бидејќи и двајцата имате релативно стресни професии во смисла на излегување на сцена, во смисла работа со луѓе, работа со деца и така натаму. Постои ли начин на кој што се релаксирате и како? Мојот најголем мир и точка за релаксирање, како што ти кажав и преска, ми е моето село Лупште, тоа е Самоковско, Македонски Брод, и морам 2 пати да отидам, да речеме, најмалце годишно таму, за да си наполнам батерии, за да ми дојде Душата убаво на место. душата. Да, мислам дека на сите ни треба некоја, знаеш, друго кога излезеш од дома, од 4 ѕида, кога ќе се споиш со природата, да слушаш малце Ресетирање се како случува, шушкаат нели? дрвата, Така. како пеат птици, како жуборка рекава, тие звуци
да не слушам трафик джем нонстоп. Да. Мислам дека тоа ми е Така. најпотребното да го оставам на мјут, а да биде плей ова Искрено да, дури музика. јас сега, бидејќи бив и јас во Пехчево за великденските празници, онака дури никоја глува тишина, викаш, само чрчат некои птички, онака плашиш. тишина и некако те заглушува дури тишина да викаш можно ли е ова, затоа што во Скопје сме навикнати на тој таков еден звучен, меѓу Баш како другото, воздух да немири си хаос. подишеш за разлика од Апсолутно, Скопје. апсолутно. Кажи ми, Маленко, како ти се релаксираш? Генерално, никако. Човек си што не се релаксира. Генерално, никако. На одмор не сум бил, не знам што е одмор. Празнично, не знам што е празник, али сега овој периодот, како си одлучив да се спортски пензионирам, тоа е некоја лична моја одлука, затоа што не се вклопувам во новото време и нема да прифатам никакви вредности. Така да ќе останам оригинал на себе, односно Тоа е свој. најважното. Не, оригинал на себе, пошто напоменавте, ама колку траело, зашто не би било повеќе, не, јас не велам, нема да се бавам. Тоа времето ќе покаже, меѓутоа сега во моментов ќе си ја искористам спортската пензија, односно ќе се посветам на себе, па можда ќе имам време за релаксација. Сега немате реки да жуборкет, ќе имате езеро. Мала шала, да се нашалиме, пошто тешко се шалиме. Си го имаш, Охрид си го Си имаш. го имам и мој си. Чекај сега, се врати во Македонија, тука си остануваш овде или Да. пак бегаш некаде на страна? Не бегам од никого, никогаш. Добро. Али тоа што сум бил приморан. Бегаш во наводници, Да, добро? не. Би отишол. Морав да заминам, затоа што професијата налагало и животните потреби. Не и се, ама да, дефинитивно. Тука си. Тука ми се и децата. И планирам да се посветам на спортско пензионерско релаксиран живот и само убави работи да се случуваат. Зен. Меѓутоа е исклучиво оригинал и со вистинска вредност. Така и треба. Дојдовме до последното прашање на во денешната емисија, а тоа е фидбекот. Значи, како фидбек имате од тоа што сте вие и од тоа што го работите? Поентата е да добиеш фидбек на љубов некаков, нели? Не да не штедиш кога ти го даваш, зашто инаку нема шанси да го добиеш ако не го дадеш, како бумеранг е Така. некако. Како силата е, колку повеќе ја трошиш, толку повеќе ја добиваш, како љубовта е, колку повеќе ја трошиш и даваш, толку повеќе ја добиваш. Така што, за среќа, фала му на Бога, јас сум задоволна од фидбекот кој што го добивам. Се разбира дека секој пат има некои неубави, да речам, не токму моменти, коментари, некултурни, невоспитани луѓе се разбира дека постојат. Апсолутно. И дека ќе имаме нели непријатни ситуации, тоа не ми е нешто ново, сосема ми е во ред. Го прифаќам, го препознавам и му дозволувам да си помине без да му придавам нешто многу внимание и значење, заради тоа што во исто време па има еден тон стварно многу убави работи што да се Така е. прават. И навистина е штета човек да се фокусира на лошиот фидбек, наместо да се фокусира на убавиот фидбек кој што можеме да го црпиме низ животот. Така, и од публиката, и аплаузите, Од претпоставувам, публиката, од дома, семејството, да, понекогаш пак сега јас како млада мајка, некогаш збориш на дете и мислиш дека никогаш нема да те слушне и си викаш, о, универзуме, дали сум на прав пат. Така. Но после некое време сваќаш дека сето она кое што ти го Си градиш со вложувал трпение, дека се исплати, така. стига. Добре. Фидбекот. Маленко? Имат фидбек е Кој ти е Ингабер фидбекот? Камперлинг. Така е? Фидбек? Така е, господине Липчо. Се погоди. Погоди, Во прав пушти глас. момент. Све си повлекли, Пусти глас, све си Рик. има. Ама тоа е, наслов е шпански очи. Spanish Eyes. Spanish Е, Eyes. значи шпански очи. Кратко, фидбек. За жал, во моје отсуство од 2005 до 2017 негативен, медиумски наратив. Значи, Намерно не те прашувам за тоа? злоупотребено, злоупотребено мој име, апропо фидбек.
Така. Моje име, во моје отсуство, мои вредности се обезвреднувани, а моите вредности не се за мене. Тие се за државата. Така. И што ме обезвреднуваш мене во моје отсуство, ти имаш негативен фидбек на меѓународно ниво, затоа што јас сум жив. Да, се вратив, љубов, фидбек позитивна имам и све ми е таман и очекувам позитивни производи и во музика, и во спорт, и во медиуми, ако сакаме да ова младина која е сега малолетна пред полнолетство, ја поставиме на некој здрави нозе, со здрави системски вредности. Јас секогаш си станувам до густите, седете си, ја си, мислев за дека да се за да па да, па секогаш. Состанување со Состанување, со љубвење, со како што е сите редот. салтаната, Ви благодарам така. многу што бевте Благодарам мои на вас. гости. Благодариме на Мене ми поканата, беше супер, ми беше некако вака ми задоволство. летна времето, ама суба и Ќе луѓе. се продолжи. Суба и останеме разговори. ние, Ние ако ќе ќе си исклучиме. продолжиме да знаете после сето ова, а вие се разбира, чао, се гледаме наредна Чао. сабота Чао. 19:30. Then something changed her mind. Her kisses for me.